Срдечно го пречака, му пружи рака и го седна во премиерската фотелја. Ковачевски официјално му ја предаде функцијата на Џафери, досегашниот спикер на собранието и поранешен командант на УЧК. Премиерот во заменување и покрај тоа што испорача речиси се што дуи побараа од него, се уште не е на чисто. Дали неговите отстапки и попуштања ќе бидат доволни за од Ахмети да ја добие поддршката за заеднички настап на претстојните избори. На заедничка пресконференција, Ковачевски и Џафери еден со друг си се изнафалија, си посакаа успешна работа и ветија дека државата во идниве месеци ќе функционирала по устав и закони. Со новата функција на Џафери му следува и возилото кое сите го плукаа, а сега сите се возат во него. На техничкиот премиер му било сеедно во што ќе се вози. Работа на службите било да му обезбедат кола. Били немал комплекс како ќе си јури дома, дали приватно, дали со службеното возило Мерцедесот. Дуи го доби тоа што го бараше, нивен човек да седне на главното столче на Линденска. Ама се чини, дури ни тоа не е доволно за Ахмети конечно да пресече и да каже дека прави предизборна коалиција со СДСМ. Премиерот во заменување Ковачевски секој пат прашан во која е насока од издржувањето на силите пред изборите, наговестува колку многу би сакал интегративците да се приклучат на социјалдемократите. Но од првиот човек од мала речица нема ни глас за понудата на Ковачевски. И денеска Ковачевски на прашањето за коалиции наговести дека би сакал коалиција со ДУИ под превозот на здружување на сили на патот за Македонија кон Европската унија. Разговорите со коалиционите партнери се одвиваат на регуларно ниво, до моментов не постои финален договор, што е нормално, бидејќи се наоѓаме се уште во фаза кога изборите не се ни распишани. Меѓутоа има разговори и тоа е се со цел на правење на коалиција на политички партии кои што имаат исти вредности, кои што делат иста визија за државата. Тоа е Северна Македонија, членка на Европска унија, наспроти други политички партии кои што застапуваат некакви алтернативни решенија кои што не ги ни објаснуваат. Додека Ковачевски нуди опции за здружување пред избори, од ДУИ се уште тактизираат. Не кажуваат ниту дали би оделе со СДСМ за парламентарни, ниту пак за претседателски избори. Иако од премиерот во заменување добија се што посакаа, од голем број на министерски места, измислена функција на прв вице-премиер, се до технички премиер. Сепак се поверојатно е дека ДУИ би настапиле сами. Од заедничка коалиција со СДСМ во период кога опозицијата од албанскиот политички блок зема поголем замак, е опасност дека ДУИ ќе загуби дел од нивното веќе постоечко гласачко тело. Од СДСМ пружаат рака и на партијата на Таравари, но и од таму нема јасен одговор. Алијанса на албанците има три опции: да оди со Гаши, Меджити и Касами, како здружена опозиција, да се приклучи на СДСМ или пак да настапат сами. По средбата на Таравари со косовскиот премиер Курти се шпекулира дека Таравари би одел со блокот на албанската опозиција, а во крајна линија би оделе самостојно.